mnogo godini Makedonci, kade i da ste. Za mnogo godini moj narode, na Makedonija. Svi se ovdje Makedonci napred. Ovdje smo Vardar. Ljubav golema, za večna daljina srećata, na Makedonija. Svega na nas davide, ljubav golema, za večna daljina srećata, na Makedonija. Baby biser moj i vole. Ej, ljubav golema, ej, na Makedonija. Ej, ljubav golema, ej, za Makedonija. Също слушнахме църковната песна се велеше "Пусти небото го принесува звезда и ангелите пеят, ја пеят радосната песна, слава у висините на Бога и на земјата мир меѓу луѓето добра волја." Јас сум Лјамбе Бојдиновски, иначе сум председател на црковна управа на црквата Свети Никола, ова е црковна општина Свети Никола, со адреса 69 Ангов стрит. Иначе, ево, 4 години работам во управава. Добивме задолжение да пробаме да почнеме да градиме нова црква, пошто пред тоа имаше доста застој, имавме суд за луѓето што не од туѓија имот. Ама пребродивме тие работи, застанавме судот за да почнеме да правиме црква. И со Господ напред побаравме одобрение од општинава овде и тие благовремено ни одговорија дека може да се добие дозвола за градба. Ни дадоа некои услови, ги исполнавме тие условите. Избравме овај билдер, овде се вика, цеа овај што гради. Градител. Тој е наш македонец. И тој си собра луѓе што ќе работа, што ќе мајстори, што ќе цидаат. Му префалливме ние пари, му дадовме да работит. Се договоривме за цената, колку ќе ни наплатува тие работи, све ги направивме и завршивме заедно со управата, не само јас, но управата. Ние бевме среќни со цената, бевме задоволни, пошто имаше некои други цидари што ни бараја, предузимачи, што ни бараја поголеми пари, и то доста поголеми. Човекот е, овде го викаат во Австралија, маста билдер, значи имат повеќе компании за него што работат. Школа има завршено, тој е инженер градежен. Има разбирање големо и за наше задоволство градбата на црквата оди во многу нагорен пат, нагорен тек. Ево, 2 години црквата е во завршна фаза сега. Мислам во завршна фаза за да ја ставиме кровот горе, да го покријаме. Се надевам за 2 месеци ќе ја покријаме и после ќе почнеме да малтерисуваме однатре, а од надвор уште ќе се зида каменот, значи со гранит камен се зида од надворешната, лицето ќе биде такво. А иначе има три зидо има црква и изолација измеѓу. Значи не ќе има потреба за од клима натре. Ние ќе имаме поставено клима, ама не ќе има потреба да се користи. После ќе почнеме со цртањето на фреските горе. Иначе црквава е висока од кубината до циментото долу до подот, 16 метра висина има. Овакви цркви се правеле
од 9 до 12 век во Македонија. За наша среќа, владиката Петар ни донесе цртежите, плановите од ова црква, и ние ги преправиме овде во стандардите на Австралија и сите тие работи, и ево црквата веќе дојде во завршна фаза. Имаме луѓе што доаѓаат не само од македонци, имаме срби, хрвати, грци, австралци, енглези кои сакаат да ја видат црквава, викат ваква зграда немаме овде. Значи, ние сме среќни со тоа и ја ставивме во мапата на туризам овде во Австралија и заштитена е законски да не може никој да ја руши, да ја преправи. Значи, тоа е веќе црквата запечатена за секогаш. Значи, имаме црква. И нашите идни поколенија, значи, ќе имаат црква со стотици години, сега не знам колку ќе... Слава на Бога. Се надевам дека и овде во Перт нема потреба од други цркви правење, значи имаме црква за нас, за секојдневните потреби е доволна, само за Божик и за Великден не може сите да не собери да биде и 100 пати поголемо. Најстречни сме што многу млад народ иде, многу. И млади деца ме прашуваат, чешколјамбе, кога ќе завршиме црква да се жениме. Слава на Бога. И побрзајте, викат. Убаво. И тоа нас ни дава уште една мотив побрзо да туркаме да се работи. Сега не е до нас, ама ево. Градот да си оди супер, све направено модерно, тие работи. Ова е центарот на градот. Много е убаво место. Од озгора, онде да се качите, цел Перт се гледа. Цел, колку е широк, све може да видиш. Јас нон-стоп се качувам горе. Ама јас идам со договор со билдерот, не можеме со тој зидар. Предузимача, не можеме ние само дојди сами, качи се горе, ќе падне некој. Мора да се вардиме од тие работи. Ево црквата така ќе изгледа со каменот. Овде кога ќе се вратиме назад, ќе ви кажам точно, ќе има споменик. Кога ќе се заврши црквата, ќе треба да поставиме споменик тука, што представува ова црква, како представува. Сега ние побаравме наши уметници, дојдеја, направиат двајца уметници, заеднички проект, ќе има како Свети Климент, држи црква во ова Свети Никола и му ја предава на Свети Никола. Многу убаво ќе дојде. Нешто ќе има, значи, да се покажеме со таа работа. Се надевам дека тоа е за 2 години и тоа ќе се заврши. Сега прво мораме да ја пуштиме црквава, па после да споменикот може да почека. А доаѓа гледаат дека има успех со црквава. Ако не се правеше порано, дури не работевме, дури не се градеше црквата, пари влегува, а ништо не се гледаше. Не се гледаше. И имаме критики од секаде. А вака, знаеме што се прави. Браво, да поможи. Да ме угоди. Пријатно се него да сте живи и здрави. Сега, гледа што се работи, гледа дека црквата е прикрај, имаме добра и пропаганда и на радио, имаме овде 24 часа радио наше. Да слушав, го слушав радио. Имаме и се слушаат и во Волонгонг, и во Аделајд, и овде има Армадал, и те, значи 4 радио имаме. Истите луѓе. Значи работи тоа на голем. Убаво што гледаат сегде, се јавуваат од секаде и знаат дека правиме црква тука. Убаво, слава на Бога. Од Македонија полно се јавуваат. Честитаат. Браво. Ајде така. Да се гледаат како изгледа и се радуваат, викат убаво што има наши луѓе таму да направат таква црква. Па виж сега ќе го гледаат ова на ТВ Сонце. Така. Овде овој слободен простор кој ќе се созидат зидов. Во овој простор ќе се направи споменикот. Негде 2,5-3 метра ќе биде. Не е толку голем, ама нема потреба и голем да е се, немој да ја затвори црквата. Да. И тоа е работа на црквава. Ние планираме можда и порано да ја пуштиме да работи со стариот иконостас. Иконостасот за ова црква ќе се прави во прилеп од мермер. Ама треба да се измалтериса прво, да се земи мера, па после да се порача. Значи не сме тој посел кој се напред ни да се сече, ни да се жули, ни ништо. Мора да е точен. А со стариот иконостас можеме да ја пуштиме да работи, после кој се напред тој се менува и пак си работи.
преку патот да одиме да ти е позгодно да видиш. Може, виж. Она е висината, она кубето горе, гледаш што е со циглата вака. Таа е висината. Значи 16 метра е догоре и уште метар е и пол ќе биде крстот. Крстот. Ова е овде камбанаријата, звоното ќе биде. Сега една цигла е зидана, уште една цигла ќе се зида и камен, овој каменот што е гранит камен. Тој ќе се става острна за лице. Ова овде што е отворено, тоа ќе се затвори, кој ќе се заврши горе, ради што нема од каде материјал да се носи. Ние сме многу ограничени со материјал носење. Ево овде може да видите точно лицето на црква како е. Тоа се очистува после она што е од тие камењата. Еден камен е многу тежок, овие мајстори по двајца го креваат горе. Овие камен. Која тежина? Во темелите и во плочата 170 кубици циментот натре. Толку се јаки. И за наша среќа ниедна пукнатина нема на плочата. Уште едно такво кубе има до него. Уште едно, на средината од црквата. И од оздола кој ќе седиш и ќе гледаш нагоре, 16 метра висина ќе има. И за овие свештениците, например, и владиците кога дојдоа, ова ќе би има убав звук за пеење натре кој ќе се врши служби. И ќе бараат да идат повеќе пати од да не посетуваат. А ние ево користиме ова црква е купена од Англиканска црква. Да, се гледа дека стига. Порано, само ја преправивме мало, пренасочивме. А ова е правилно поставена црква по нашиот стил, македонски. Ова е најдатно, како сте? Добре. За многу години нека е демо. Да помош да има. Тој е псалм, тој е пеец. Така е. Да помагаме, црквата ни е наша да ја одржиме. Денот не е исто убав. Сега видовме надвор, сликавме. Видовте црква, добро. Од надвор, не можеме. Натре на скеле полна, не Да може даде види. Господ побрзо да се направи. Амен, се. И да има многу луѓе да доаѓаат. Да, Има тоа овде беше. секогаш народ. Да, ќе има, знаете. полно. Овде има народ. Ова е, така ја викаме ние жива црква. Жива црква. Жива црква. Убава, слава му на Бог. Така да му пренесите жива црква. А жива црква е кога има Кога има парохијани. луѓе, така е, кога Има се луѓе. вртат тука, кога Се се нови луѓе. генерации. Ако е стара црква, ова секогаш е полна. Сигурно. Амен. А детите ги примаат од постарите, И почитуваат деца. читуваат, се учат. Сега на Водици да сте на рекана ќе фрламе крстот. Ќе дојдам и таму планирам со Господ на напред. Водици таму. Ќе дојдам, планирам, ми кажа. Па ги поздравуваме сите верници, им го честитаме празникот Божик и здрави живи, му посакуваме добри празници таму, да не се заборавиме. Ето ние сега повеќе пати се посетуваме сега скоро секоја година се одиме таму и им го честитаме празникот пак. И исто добри домакини сме, ги чекаме на гости, ево и стално по некој роднина иде доаѓа овдека да не запознаат, да видат кај живееме. Адетите си ги држеме нашите адети, си го поштаваме традиционалниот црковен живот нашиот и се надеваме секоја шанса која ќе ни се покажи да поиме во Македонија и исто им пожелуваме добра иднина во овие тешки денови сега, со политички денови на искушенија, да завладе мир во Македонија, расположение и мир во Македонија. Амен. Да даде Господ сите Амен. да го следа со Да себе. помоши секаде во Македонија кај нашите луѓе. Ако да само ми се представите како се викате? Јас се викам Цветан, породом сум од Охрид. Овдека се татко ми, мајка ми, брат ми, сестра ми. Женец сум, имам едно дете, Никола се вика. И така, дојдовме пред 32 години и така беа условите, така останавме овдека. Ама пак Македонија не заборавме. Секоја шанса која ќе ни се укажи, можност да ја посетиме Македонија, прво одиме таму, па после друго. Како се крепите македонците? Доаѓате во татковината, како не гледате сега од високо, ние долу, вие горе? Да ви кажам право, да се биде македонец, делото мое докажува. Сум бил некој 10 пати скоро во Македонија. Инаку,
сум бил активен во македонските организации преку 22 години. Тука во Перт, цело време бевте во Перт? Тука во Перт. И докажува самото дело што имаме тука неколку центри, а тоа не е само од добро разбирање и од неразбирање. Така, сакате работа, Кај нас трчање. македонците тоа се случува Љубов. секогаш. И тоа можам да ви кажам, од што друго ве интересира, Ви не достига ли татковината после толку години? не ни достига татковината затоа што Тука на ние века сме од дете. генерацијата од она што во некое време се убаво живееше во Македонија, кога бевме заедно во баба Југославија. Така? Па сега како е живеењето таму, дали одговара за секој еден, е најголемата штета што македонците барат подобро живеење, не напуштат Македонија, посебно младата и учена генерација, најповеќе со она што ми е криво, зошто доаѓа со бугарски пасош. Тоа е штета за Македонија. Некој може да го гледа преку своја корис, за поголеми пари. Тоа треба да се помисли маце повеќе Подлабоко. и за нашите корени. Така. Нашите корени не се од Бугарија, нашите корени се од Македонија. Така е. Така е. Јас имам уште едно прашање. Бидејќи македонците се уште не се признати од Австралија, колку сте активни вие што сте тука за да го поттегнете прашањето да бидеме признати, да можеме полесно да патуваме, да доаѓаме? Се работи, ја слушав дека се работи многу на тоа прашање, ама се држи во тајност, ради да не ни Навистина се работи, но Австралија, како што знаете, е уште со Англија. А, така. Нас најлошото не го направи Англија и Франција, посебно за името. Кога требаше да биде примена Република Македонија во Обединетите нации под уставното име, Франција и Англија му реко дека ова е она привремената референца. И тоа е за нас штета. Така. Не е од самоволно наше, туку од некои други што ни е крај нас судбината. Се надевате дека ќе го надминиме ова прашање, дека Се надеваме, тоа останува повеќе на времето. Оти многу работи останува само за идните генерации. така. Вашето име е? Илија Танчевски. Така, ни беше задоволство што ве сретнавме, да сте живи и здрави. Ви благодарам на Така, прашање. така. Телеком Австралија тоа е исто како и Телеком Македонија. Сега се вика Телстра, се променува линијата. Тоа беше за мене добро работење, добро живеење. Сега сум под пензија. А зошто дојдовте всушност во Австралија? Ви кажам право, не ради тоа што беше татко ми проавстралијанец. Туку додавме за подобро живот. Во тоа време така се доаѓаше во интерес на подобро живот или во интерес да ќе спечалиме, па ќе се вратиме назад. И јас и тука напред во 70 година во Битола. Па живеа татко ми, мајка ми се дори беа живи во куќата. После тоа, кога видов овде ќе се пуштија корењето, дедо ми викаше така, кој има сошто нема гошто, кој има гошто нема сошто. И така се поврза едното со другото и не убеди фактички она што е вистината. Останувате овде. Да.